Дедото на Караманлис уште во 1977 го прифатил македонскиот јазик и писмо кое денеска грчките власти на чело со неговиот внук тврдокорно го доведуваат во прашање. Пред 32 години во Атина Обединетите нации, чија членка во тоа време и Грција, усвоиле резолуција за меѓународно стандардизирање на географските имиња. За да се стандардизираат топонимите, било потребно да се изврши единствена латинична транскрипција на постоечките писма. Интересно е што во делот од резолуцијата кој се однесува на Југославија, во чиј состав тогаш беше и Македонија, Обединетите нации јасно наведуваат дека на југословенска територија се користат две кирилични писма. Едното е српско-хрватското, а второто македонското. Во колоната е наведена македонската кирилична азбука, а до неа и нејзината латинична транскрипција. Народ кој има свое писмо, има и свој јазик. Со ова се докажува дека Обединетите нации кои во моментов посредуваат во спорот со името, пред 30 години немале никаква дилема за постоењето на македонскиот јазик кој Грција сега го негира. За да иронијата биде уште поголема, свој подпис на резолуциите кои произлегоа од двете конференции во 77-та и 82-та ставила и официјална Атина. Во тоа време на чело на грчката влада е Константинос Караманлис, инаку дедо на актуелниот премиер Костас Караманлис, кој воедно е и прв лидер на нова демократија кој доаѓа на власт во Грција. Овој документ е уште еден доказ дека тогашните грчки власти меѓународно се обврзале да го почитуваат македонскиот јазик и име.